На свечена седница на Советот на општина Прилеп беа доделени третоноемвриските награди за 2024 година, која што секоја година се доделуваат по повод денот на ослободувањето на градот од фашистичкиот окупатор. Годинава се навршуваат 80 години слободен Прилеп. Седницата ја отвори председателот на Советот Ирена Стериоска Локвенец, која што ги додели наградите заедно со градоначалникот Борче Јовчевски и председателот на Комисијата за одбележување на значајни настани личности и празници Игор Николовски. Одаваме почит и за своите паднати борци за оваа слободна, самостојна Македонија и за ослободувањето на нашиот град од фашистичкиот окупатор. 80 години подоцна стоиме тука со една прекрасно воспоставена традиција на овој голем ден за Прилеп и прилепчани, со тоа што даваме признание на граѓаните чии индивидуални и колективни достигнувања придонесле за подобрување на животот во нашиот град. Годинава наградата за животно дело по повод 3 ноември се додели на митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски господинот Петар за големата ревност за верата и брането на националните интереси на Македонија и православните граѓани. Исто така, награда за животно дело доби Жарко Башевски, македонски скулптор, професор и уметник, кој неколку децении го промовира својот роден град Прилеп. Управуваме со оваа епархија и со австралиско-новозеландската епархија в година веќе ќе биде 30 години и 6-7 години со црковните општини кои се епархија сега во Европа. Се трудевме, но со Божја помош и се успеа се што е направено од верниот народ. Исто така свештенството, монаштвото, ѓаконите и така натаму, црковните одбори при црквите и настојателите во манастирите се разбира. И таа грижа за градбите на црквите и манастирите, потоа грижата за пастирската дејност од страна на свештениците и монашкото живење на монасите и монакињите во манастирите на дело се покажува со тоа што имаме во нашата епархија околу 60 парокии. До денес, за време на нашето архипастирствување, се изградени повеќе од 150 цркви и манастири во оваа епархија, Преспанско-Пелагониската. Во Австралија околу 16 цркви и манастири и исто така во Европа 2 цркви и манастири кои беа и основани и 4 црковни општини што се формирани во текот на нашето управување во претежно во Германија, а во Австралија се ново основани 13 црковни општини. Јас откога сум свесен за себе, имам стално некаков порив, нешто да направам, нешто да нацртам, да насликам и нормално и во последно време и да измоделирам. На мои 26-7 години се запишав на ликовна академија, што значи дека нешто се случува кај секој човек, кај некој порано, некој покасно, иди до некое свое лично, внатрешно созревање. Јас фактички до моја 30-та година сум живел во Прилеп и како студент. Ако сум јас во Скопје дојден од 26-27 години. И си го чувствувам Прилеп како свој град и никогаш не може да биде поинаку. Награди плакети по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на градот, им се доделија на истакнати поединци и компании, кои што придонесле за афирмација на Прилеп. Тука беше и Прилепска пиварница, која што годинава одбележува 100 години постоење. Оваа награда представува една валоризација на целиот труд, знаење, умење и на целата посветеност на плејада генерации кои што се проткајале и поминале низ компанијата во сите овие 100 години.
од самите основачи, фамилијата Градановци и Домлевци, преку мајсторите на пиво во тоа време, кои што биле приучени, дојдени од Унгарија, мајстор од Шаги и компанијата, кои што патем речено тука и живееле во самата компанија. Па потоа преку првите дипломирани инженери технолози, начело со мојот татко Кирил Самарџиевски и плејада економисти, електроинженери, машински инженери, кои што пиварницата од една фабрика која била со рачно производство или полуавтоматско производство ја издигнале во компанија со една модерна автоматизирано производство на пиво, па се до денешните генерации кои што се обучени да раководат со една ултрамодерна опрема која што имаме поставено денес, која што користиме за производство на нашите производи. Тлакета доби основното општинско училиште Климент Охридски за постигнати успеси во воспитно-образовниот процес и многу реализирани проекти. Нашето училиште е место каде што учењето не се завршува само во училницата. Овде развиваме пријателства, со ништо да ги претвораме во реалност и учиме како да бидеме подобри луѓе. Ние сме училиште кое вреднува различноста, креативноста и иновациите. Секој ученик, наставник и родител придонесува за нашата успешна атмосфера. Со ваква награда се закити и Друштвото за производство, трговија и услуги ВИК Македонија, како општествено одговорна компанија. Dear citizens of Prilep, my name is Jan and I'm responsible for all the factories of WIK over the whole world. One of our important factories is WIK in Prilep. This is a very important factory for us and a very important element of our future growth in the industry that we operate in. Our company is a family-owned company, and one of the key targets of our company is not only to make healthy business, but be very strong in community engagement. Ликовната колонија Дрен за повеќе годишно меѓународно уметничко творештво. Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп веќе 16 години со поддршка на Министерството за култура и туризам ја реализира меѓународната колонија Марко Цепенков Дрен, а приказната за колонијата Дрен започна во 2008 година, кога тогашното раководство на центарот одлучи да ја формира колонијата, која повеќе од 10 години се организираше во убавиот амбиент на манастирот во село Дрен во природа. Меѓутоа условите се сменија, па немаше можност таму да се продолжи да се реализира колонијата и така последните години се твори тука, во нашиот објект, затоа што имаме идеални услови. Плакета доби и компанијата Матадор за успешна и општествено одговорна компанија. Од една мала компанија, домашна фамилиарна фирма, прераснува по порека фирма со повеќе вработени. Низ текот на годините се развиваше и заедно со нив растевме и се развивавме и ние како личности. Несебично се надевам несебично се трудиме да помогнеме во сите сфери на општественото живење, почнувајќи пред се алудирајќи и фрлајќи акцент на ранливите категории и на најмалите и на децата, но и во сите други сегменти на општествениот живот, значи спортот, науката, духовниот развој. Најголем поттик и сатисфакција кога помагаме како компанија е фидбекот што го гледаме од страна на тие што помагаме, значи една насмевка на децата, едно благодарам. Научниот институт за тутун за научно-истражувачка, образовна, апликативна, производна и издавачка дејност. Ово едновековното постојање институтот бележи успешен и перманентен развој како во научно-истражувачката, така и во едукативната, образовната, производната и апликативната дејност. Уште во 1924 година, со одлука на тогашното кралство на СХС, била формирана опитна станица, единствена експериментална станица за тутун, која што е лоцирана токму во Прилеп. Во 1936 година ова експериментална станица прераснува во научен институт. Визијата била единствена
да се создаде институција која ќе биде водечки центар на научните истражувања од областа на тутунот и ќе дава придонес кон иновации во оваа област. Награда плакета добија и Мариовско-Мегленските средби за успешно реализирани настани од областа на културата и фолклорот. Негувајќи го поетското творештво, негувајќи го фолклорот и негувајќи ја, односно испитувајќи ја научно-истражувачката и издавачка дејност на Сдруженијето. Негувањето на материјалното и нематеријалното културно богатство на овие два региони е битен фактор за постоењето и негувањето на се она што во минатото било и што треба да се продолжи. Иста ваква награда доби и фудбалскиот клуб Братство од Големо Коњари за постигнати резултати и придонес во спортот. Веќе 4 години, откога сме ние дојдени како управа. Управа сме 10 члена. Неделата ни е како празник. Едноставно, кога ќе имаме утакмицата, тоа ни е празник и на цело село, на жителите од Големо Коњари. Фанатици сме во фудбало, го сакаме фудбало и секоја сакаме да бидеме пред сите. Има излезено повеќе таленти кои настапувале во прва лига, како Гоце Седловски репрезентативец долгогодишен, Рајатовски, Јошевски. Центар за развој и едукација Прилеп за успешна реализација на услугата помош и нега во домот. Сдруженијето Центар за развој и едукација од Прилеп веќе една година е лиценциран давател на услугата помош и нега во домот, со фатени околу 58 обучени негователи и над 200 корисници кои што секојдневно ја добиваат потребната грижа, помош и поддршка од нашето Сдружение негователи за да можат независно да живеат и да на овој начин Сдруженијето во соработка со општините Прилеп, Кривогаштан и Долнени дава придонес во обезбедување на квалитетен живот на лицата во трета доба. Со награда плакета се закити и Австралиско-македонското друштво Методи Андонов Ченто од Сиднеј за негување на традициите и донации за најмладите во спортот. Прилепското друштво постои околу 40 години на овие простори и е стожер на македонците и прилепчани кои живеат овде во Сиднеј во Австралија. Од 2020 година работиме со нов состав и си имаме зацртано цел да колку толку да помогнеме хуманитарно во нашиот град Прилеп и на овие простори овде во Австралија. Награди дипломи по повод 3 ноември им се доделија на Маријан Јовановски, солист, првенец во македонската опера и балет. Гостував на многу концерти, значи кои што се одржуваја во самата академија и надвор од неа, операта Дон Джовани од Моцарт, каде што исполнував улогата на Мазето, тоа беше во македонската опера и балет 2002 година. Тоа беше мојот прв настап на голема сцена. Сум одиграл некаде над 25 главни улоги, големи баритонски улоги. Јован Аврамовски за пожртвуваност и посветеност во областа на заштитата и спасувањето. Со оваа проблематика се занимавам ефективно 36 години. Команди на постојата противпожарна единица, па инспектор во Министерството за внатрешни работи, па сега инспектор во дирекцијата за заштита и спасување. Помагаме, значи, да имаме помалце материјални штети, да немаме, не дај Боже, човечки загуби, а сето тоа е за добробит на едното општество. Ваква диплома доби и протоиерей Љупче Петрески за придонес во општествениот, културно-уметничкиот и духовниот живот во градот. Се водевне од идејата дека со овие настани можеме да ги негуваме духовноста и традицијата, зближувајќи го народот и патем да собереме и средства за доизградба на ова наше светилиште. И затоа нели сите овие настани има хуманитарен карактер. Трајче Зулјамовски, педагог, спортист, волонтер и хуманист. Сега, кога станав пензионер, располагам со многу слободно време и така идеја ми дојде да се вклучам волонтерски да помагам. Се вклучив овдека во Дневниот центар за деца со посебни потреби Џуница, каде ја водам наставата по физичко воспитување на овие штипеници овдека.
Награда диплома доби Ивана Танасовска, учесник на Светската олимпијада по геонаука. Ова е преголем успех за нашиот град, затоа што прв пат се случува во градот Прилеп некој ученик да појде на Светска олимпијада по географија, а да освои вакво место. Едниот во категоријата на индивидуален тест, и тоа лично неизин, а вториот бронзен медал го доби во категоријата групно истражување заедно со ученици од други држави. Не значи дека би се насочила на геонауки, меѓутоа представува поттик за понатаму да продолжам да се трудам, да имам уште поголеми успеси, па можеби да се пронајдам во некоја друга област. Професорката Билјана Тинтовска за успех во воспитно-образовната дејност и исто така и книжевната дејност. Во воспитно-образовната дејност и конкретно од почеток во ова училиште сум од 1998 година. Да се родам уште еднаш, повторно ќе изберам оваа професија. Учениците, работата ми се голема љубов и ги имам како дел од мојот живот. Книжевна дејност се изроди од мојата професија. Големо значење за мене има оваа награда сега затоа што се совпаѓа со 25-тиот роден ден на драмската секција. Основајќи ја секцијата, кај децата ја разбудив и љубовта за штиците што значат живот. Елена Ртовска ја доби оваа награда за особен придонес во развивање на екстремните спортови. Со планинско трчање се занимавам од 2017 година, 2 години рекреативно, од 2019 па наваму веќе поактивно. Skyrunning е екстремна форма на планинско трчање, каде што највисоката точка која што се искачува вообичаено е над 2000 метри надморска височина. Како најголеми успеси би ги издвоила европските и светските првенства, како и балканското првенство претходната година. Награда диплома доби Никола Павлевски, младински првак во шах. Имам постигнато повеќе награди во шах. Имам рейтинг 1955 на стандард. Имам појдено во Србија, во Крагуевац, за турнир. Во забрзан шах имам освоено прво место во рапид. Исто така имам појдено во Крива Паланка. Имам појдено во Скопје на Наумовски борче, училиштето. Имам освоено второ место. Во овај клуб имам појчепати играно во аматерски турнири. Годинава мотото на празникот е 80 години со љубов за Прилеп.